Командантот на телевизиската парада, кој во секое ново шоу само ги рециклира редовните приоритети, со кои потоа сите заедно ја замајуваат јавноста, уште еднаш ги најави трите проекти кои им ги матат сметките. А време е сега да кажеме дека повторно темени се соросоидите, повторно темени се СДСМ и нивните акции во соработка со СЈО. Сепак замелушени од високата тензија која самите ја создаваат, извршителите прават абсурдна грешка според која во битката на страната на добрите го ставаат и оној кому според природата на хегемонијата која ја протежираат му прилега улогата на тежок злосторник. Македонија и Сорос мора да ги победат своите непријатели. Македонија и Сорос мора да ги победат своите непријатели. И не е само тоа, туку оптоварени од стрикниот азбучен ред по кој се ниже правната разврска на најголемата злоупотреба на слободите. Тие забораваат чие презиме почнува на истата буква, па соопштувајќи дека му влегле во трага на трикот, се подсмеваат и со него, и со таа која за него е прва. СЈО излезе со два нови случаи за наводен криминал на власта. Нормално и двата предмети, согласно ефтината американска финта, се на буквата Т, овој пат тенк и тарифа. Ова лукавост и досетливост е немерлива со онаа на министерот фатен со кратки нозе, кој не и се подсмева на новинарската подкованност со аргументи, туку директно ја признава колосалноста на 10-годишната лага за непостоечките странски инвестиции. За 10 години Земја инвестирала само 51 компанија која на место најавените 3,8 милиарди евра инвестирала само 560 милиони евра. Не можам да ве пратам, ова го научивте на памет. Освен со странските инвестиции фатени во ќорсокак се и со ненационалните, туку класични политички донации за културните дејци, партиски протежеа на актуелната пратеничка без право на министерски потпис. На тој новоотворен фронт против неистомислениците, мета на нарачана критика се и оние кои првпат јавно се спротивставија и се осмелија да зборуваат за црните листи на Бети и на ВМРО ДПМН. За на Милчо Манчевски да му се гланца звездата и да се обиде да успее во филмската индустрија, затоа што ако имало ќаро дека е него, не дека Министерството и буџетот. Истината за ќарот од златниот лав во Венеција е се, само не е зијан за Македонија. Таа е јасен показател за состојбата во која кога тој е затворен во менаџеријата започнува борба за доминација. Имаме и тепачка на мајмуните во зоолошката во Скопје, има и мртви. Во тепачката еден од мајмуните се здобил со тешки повреди на предната нога, пошто итно бил пренесен на операција, но не ја преживел. И на крајот, кој ќе преживее, ќе раскажува. Едниот шутира корнер, другиот се обидува да даде гол. Лошото е што на толку шутеви СЈО се уште гол не даде. Со топки светот на топките завршиме. Нема више времена за било шта. Загрижените за ефикасноста не треба да очајуваат. Ниту еден надпревар не завршува тогаш кога тоа го сака публиката, туку кога ќе свирне судијата. Гол, људи, па е ли тоа могуче? Лудница, шта е ово? Шта ќе се ово догодити?